Драги сограѓани, вие, истите оние, кои утрото на 26. јули 1963 година се разбудивте во прав и пепел, а вечерта си легнавте со решеност да градите, посилна од кога и да е. И вие, кои се родивте без сеќавање за Старо Скопје, со очи широко отворени додека ги гледавте европските градови и мечтаевте за престолнината, за гордост, а не за инфериорна паланка. Особено за сите вас, кои сте уморни од сивилото на соцреализмот и бетонски пољани, на кои никнеа градби, кои имаа за цел да не оделат од убавото, бидејќи естетиката беше декадентна и го корумпираше нивниот комунистички морал. За тебе, кој живееш 30 години без да видиш една нова градба во центарот. И тебе, кој си роден во независна Македонија и не ти е јасно зошто на твојата земја е забрането да се сеќава и да има историја. Време е. Време е да го добиеме она што ни припаѓа. Она зашто двоеја пари нашите предци, а со нив се градеа туги дворови, туги улици и туги споменици. Време е луѓето да видат дека некоја влада создава и остава нешто зад себе. Не пустош и афери, туку вредности кои нема да ги земе со себе. Вредности кои денес се тули и малтер, а утре ќе се преточат во гордост, домолюбие, совесност и одговорност. Оној што градел ќе не слушне за многу години. Идејата за проектот Скопје 2014, кој така денеска се нарекува популарно, всушност немаше име на почетокот. Имаше идеја да се разубави Скопје со убави згради, со споменици, кои што ќе одбележуваат нашата историја, и со нови фасади на некои од постоечките згради во строгиот центар на Скопје. Така тргна. Потребата од градба на центарот е огромна и од причини што многу институции на државата, многу министерства немаат свој деловен простор, свој собствен простор и нелогично е државата да биде закупец кај некои други институции или приватни организации. Тоа го направивме заедно со планерите урбанистите, од кога видоа можност каде се може да се постават зградите. Дојде до измена и дополна на плановите на тие локации и откако во урбанизмот веќе беа сместени нивите локации, се преиде на конкретна реализација на планот. Ова се првото беше направено во склад со сите закони за урбаничко планирање и подзаконските акти дадени во правилници, а реализацијата на овие планови, односно градбата, иде спрема законот за градење. По спектакуларната презентација за изгледот на Скопје по 2014 мислењата на граѓаните поделени. Се затвара целиот простор тука. Одлуката е добра, ќе чекаме крајни резултати. Џабе мислењето, џабе све, тоа си е, што ќе си одлучат, тоа ќе си направи. Апсолутно одвратно. Во центарот на Скопје ќе се постави Александар на Букефал, а ќе има и триумфална капија и црква. Освен спомениците, триумфалната капија и новите згради, се предвидува да се стават нови фасади и на веќе постоечките згради. Во неа има и црква, а на местото на Бурмали џамијата е предвидена градска куќа. За идејата пред собранието да стои споменик на Никола Карев, качен на конј, се чудат дури и пратениците. Сега Никола Карев на конј пред собранието. Па никаде не бил представуван идеологот Никола Карев на конј. Вчера бевме сведоци на обзнанувањето на уште еден кошмарен сон на Груевски, овој пат во форма на урбанистички план за менување на ликот на центарот на град Скопје, и тоа во периодот до 2014 година. Архитектите се уште не можат да ги средат впечатоците ден по видеопроекцијата на власта како ќе изгледа Скопје за 4 години. Тоа е, знаете што, тоа го нема ни во среден век, така поставување, така физички доближување. Сепак има одредени правила
зградите, како да кореспондират една кон друга и како воопшто во позадината да се однесува. Вие сте автор на официрскиот дом, потоа на градската куќа, на надградбата на куполите на Собранието и на мостот око. Со сета сериозност и озбилност сватив дека многу е одговорна задачата и треба сериозно да се пристапи. Зедот во 3D ги нацртав сите згради, сите овие улици, Ристичева и така натаму, сите овие згради и се што е ставено, секој објект што тука ќе се гради е во 1 сантиметар, точно значи предвиден како ќе изгледа. Преку 3D не се покажува објект. Секогаш се прават макети, се прават модели, бидејќи модел архитектонски, значи он е илузија на стварност и само тој може тоа да го долови. Градбите кои што владата низ општината центар ги вметнува насила сите во простор за јавна употреба, во плоштади и во кеови се диви градби. Не ми е јасно што славиме со портата. Која е таа перцепција за некоја триумфална? Не знам кој триумф го славиме. Во империалниот Рим по таа порта поминувале војсководците, императорите кога доаѓале од победоносните војни. Влегувале во театарот Максимус, каде што во хистерија ги славело граѓанството и поминувале преку Светата улица под Триумфалната капија. Тоа го има во Париз, го направил кој? Наполеон III. Мислам, која символика ја има таа наша Триумфална капија и многу од другите елементи. За времето на Хитлер беше архитектот Шпер, чувен архитекта, многу голем архитекта, се градеше архитектурата во неокласицизам, неокласицистички стил. Значи, тоа е архитектура на фашизмот. И сега, да се гради пак кај нас, барок, да речеме, да се враќаме назад во историја, да се гради неокласицистички. Тоа значи, дека ние, всушност, ја зацрпуваме идејата на нацизмот. Проблем ли е стилот во кој што се гради, нешто што постоело, сега да се обнови, на што се упатува дел од критиките? Знаете што, има голем степен на неинформираност во најголемиот дел од она што би се рекло дека треба да се вика критика, што досега сум го слушнал, особено на прашањето на стилот. Гледајте, светот многу поинаку размислува во врска со сето ова. Јас обрнувам внимание дека и на македонски е преведена повелбата Хоризонт 2000, издадена од Светската академија за архитектура, и во него точно се редефинира идејата за стил. Имено во предходните периоди имаше една додавка изам на некоја именка која определуваше определен израз. Најчесто секогаш тие изрази беа веќе завршени процеси, а потоа критичарите и историчарите, за да можат да ги поместат по некаков логичен ред во својата историја, што ја пишува за архитектура, дава имиња, изам и така натаму. Имено Ренесансата никогаш не се викала Ренесанса, ние така ја именуваме подоцна. Исто така готиката ја именуваме подоцна, им ги даваме имињата. Натаму е овој зборот барок, например. Зборот барок го има скоро секој израз. Готиката има свој барок. Тоа е пламената готика. Тоа е еден краен ефект кој го постигнува еден израз во својот растеж и тоа е најубавиот дел. Она што го нарекуваат барок, скоро да нема елементи на барок. Значи, тоа воопшто не се стилови. Тоа се некакви бунцања, како да сега имитираме некои јазици кои не ги познаваме или имитираме, озвучуваме мртви јазици, на кои никој не знае да зборува. И рачунаме дека нашето незнание, нашата комплетна игноранција собствена, што е барок, каде може да настане барок, кои се елементи на барок, како се зборува или како се креира
во стилот на барок или на романика или неороманика. Мислам, бесмислици. Средновековен стил е ставен како обврска или како единствена опција во државни тендери, како конкурси архитектонски. Вика, се распишува конкурс, но архитектите мораат да ја проектираат зградата во еден од следните стилови. 2 точки. Романика, која е мртва 10 века, и тие што го распишуваат немаат поим, уствари, што напишале, што е романика. Не виделе ни еден објект во животот романика, али знаат дека е тоа нешто од минатото. Романика, неороманика, вели барок, романтизам, неоромантизам, значи дури и непостоечки еклектицизам, мислам, или неокласицизам, се ставени како опција, како мени, од кое што архитектите, им се дава слобода, треба да изберат во кој јазик сакаат да се изразат. Нашите архитекти немаат образование ни од еден од тие стилови и не знаат практично ни да ги препознаваат. А камоли да нешто соопштат. Така да тоа вие бунцање, лупање на некакви изрази за кои што незналици и преваранти мислат дека никој нема да примети дека тоа не се јазици говорни. Една од темелните забелешки, ако тоа може да се каже дека е професионално, беше забелешката на барочниот израз кој го нема во сите објекти. Не е во сите објекти изразот на објектите барочен, но произлезе тоа и критиката беше дека не можете да накалемите некој израз кој не постои во Скопје. Се разбира дека тоа е само одлика на незнаење и лошо истражување, односно слабо истражување на собственото минато. Сите тоа што го напишале, јас сум убеден дека не ја знаат генезата на градот. Именно да кажам, овој плоштад е еден од ретките плоштади, можеби првите плоштади на Балканот кој што е третиран по слика на сите оние стари плоштади во старите европски метрополи. Значи, од периодот кој што се тие гради некаде, значи, барокни во времето на барокто. Тоа е, значи, и поставката на самиот плоштад е во барокната форма, значи со една осовина на стариот мост према главната артерија на градот до железничката станица од една страна и до пазарот и до излезниот пат на Скопје од другата страна преку старата чаршија. Сето небо. За жал, никој пат не се доизгради како плоштад, како бароктен плоштад. Меѓутоа, формата беше запазена и се запази веќе скоро 100 години. Ми донесу вазди. Пред 50 години се сеќавам како мало детенце. Уште во мојата меморија се спомените за офицерскиот дом, за изгледот на колонадата столбови, гледајќи го од кеот на реката Вардар. Се работи за еден од, ми се чини еден од најубавите објекти кој е изграден во Скопје, кој заедно со камениот мост е символ и лендмарк, значи обележје на градот Скопје. Јас грешим за све, сронав солза две. Од она што го видев на филмовите и на фотографиите, мислам дека 20% беше срушен, 80% од тој објект мислам дека беа во одлична градежна состојба. Мислам дека непоправлива штета што тој објект не се направи обид да се сочува.
Не знам зошто и кој беше тој што реши да се сруши, да се минира најубавата зграда која постоеше во Скопје и таа представуваше синоним символ за градот Скопје. Тоа е нашата историја, тоа е ако градал некој друг градал, ако градал друг систем градал, меѓутоа зградите се наши. Сите згради и од објекти од периодот на кралството на СХС и од османлиски, од турскиот период и така натаму, тие се наши згради, и цркви, и манастери, и џамии, сите се наши објекти, за сите тоа е нашата историја, нашата судбина и ние треба да се грижиме за тие објекти. Де во овој далек свет, желба имам мала јас, дали ке те видам пак, сакам граду мој, во срце моје ти стоиш. Моето сеќавање на таа зграда и овие мотиви беше да се јавам на тој меѓународен конкурс со желба да се обнови силуетата и изгледот на тој објект. Стариот театар на Скопје беше спремен за да се реконструира, да се обнови во тој момент после земјотресот. Зашто тој објект се сруши и денеска не ми е јасно. Од сликите, изгледот на објектот, поставеното скеле, значи започната е фаза на обнова на стариот театар и одеднаш тој објект да се сруши, не можам дека, мислам дека непоправлива штета за градот Скопје, за жителите на градот Скопје и за целата република. Театарот беше за нас Европа. Влез во Европа. Со сите убавини што ги имаше во него, и со сите удобства. И немаше скопјанец, посебно старите, кој што немаше едно носталгично чувство према него. И ние толку беше наш театарот. Толку го својатавме тој театар. Не бевме во можност да одреагираме. Оти никого не го прашава. Така да, како еден лош сон ми се направи со уривањето на театарот. И желбата да се направи театарот беше што сите скопјани, стари и тие што го знаева театарот, на некој начин сакаат тој да се врати, да го направиме. И таа не само носталгија, него желба, ајде да ви кажам и на друга работа. 50 години после земјотресот, па и поише, Скопје, двата големи театри, драмски и Народен театар во бараки. Тоа беше една голема неправда према театарот, иако театарот уствари е првиот тој од сите области на културата што еманципира културата наша во светот. До кога туѓите сајби и нашите јордановци ќе се шират и богатат од нашата пот? На работа, но тука, во рој. Сите жени на светот се радуваат кога и малечки ластовици јавуваат за рана пролет. Кога почна македонски текстови да се прикажуваат, Бегалка, Парите Свете Пугачка, Чорбаджи Теодос, милион маченици на Ристо Крле, татко ми на празниците, обично тие представиде, татко ми за рака ќе не фатеше браќата, и ајде ќе ви носам тамо, вика, се збори на наш јазик, вика, за нас збора, вика, ние сме. И никој вака зинат, као сега се сеќавам, Костадин е на печалба
мајката и жената и детето го чекаат, од дозгора се пее песма, се слуша, сите момчиња дојдоа, Васкино момче не дојде. И нееднашка престанува тоа. Штама. И мајката вели, некој умрел, овие престана. И доаѓа најдобриот пријател на Костадина Зафир, со едно као појасот, со печалената пара што е имал, носи и само мајката вика, умре, умре. Одговарат една потресна се вака ја го расправам, ама тоа беше тоа ми остана мене како една љубов према таа професија, еден љубов према тој театар, према таа зграда. И што е најважно, во тој театар, ако го немаше тој театар, немаше да го имаме ни Крле, ни Илјовски, ни Панов, ни Крстич, ни многу други кои што на некој начин учествувале на македонски јазик, текстови прикажувале, се учеле во тој театар да бидат глумци, да бидат сценографи, да бидат режисери, да бидат се она кое што после ослободувањето ни помогна многу брзо да застанеме на носе. За возобна на Стариот Скопски театар почна со самото рушење 64 година после земјотресот, кој што се наоѓа на истото место на објектот и кој што длабоко останал во сеќавање во меморијата на старите скопјани. Таа иницијатива силно се поткрена крајот на 90-тите години и некаде во 2004 година под силно влијание на тој иницијативен одбор кој што постоја за изградба на градот, кај што постоеле видни личности, извршиле виден притисок на тогашната влада, министер тогашен Благој Стефановски, да го распише републички конкурс за возобнова на Стариот театар, на кој се јавија повеќе трудови, меѓу кои нашиот труд, на кој сме автори јас, мојата ќерка е магистар Ивана Стефановска, и победивме на тој конкурс. Постојано се слушаше некаков призвук дека некои иницијативни групи сакаат да се обнови Стариот театар. И постојано 20 години, не 20, 17 години, сите власти поред им ветуваа дека ќе го изградат Стариот театар. Се разбира, никој не го градеше, ниту почнуваше, не знам од кои причини, тоа треба нив да ги прашате, но сите ветуваа и постојано, така едно 3 до 4 пати годишно, ќе имаше по некој прилог на телевизија колку било убаво кога бил тој театар и критика зашто сега не се гради, а има ветување. И толку. Приказната завршуваше тука.